За помош на фирмите кои едва ја обстануваат во време на корона криза, проценките говорат дека се дадени 1,4 милиарди евра. Голем дел од парите се земени преку кредитни линии. Универзитетскиот професор по економија Гадаф Реджепи смета дека тоа е огромна сума на пари дадени за краток период, ако знаеме дека состојбата со вирусот не се смирува. Сега се поставува прашањето како државата ќе се справи со економијата во наредниот период, од каде пари, но и како ќе се вратат. Требаше да се анализира дека ефектите ќе продолжат. И државата премногу брзо се задолжи и премногу пари, иако ова ќе звучи можеби за некој дека како е тоа возможно, премногу пари даде во општеството за многу краток период. Ако се случи, гледате, затоа нели имаме ситуација ослободување, затоа што државата веќе не може да издржи да и помогне на економијата. Ако имаме полоша варијанта, искрено не знам колку може да биде полоша од колку што сега е, ако имаме многу полоша варијанта на есена и понатаму, не знам сега како ние ќе му помогнеме на нашата економија, на нашите бизнеси. Дополнително проблем е што голем дел од парите за помош на фирмите во време на корона криза се дадоа без да се земат предвид кој колку загубил од вирусот. Требаше тие пари, тие средства да бидат насочени кон секторите кои на вистина ние ги затворивме, или продавница во Сити Мол, ние затворивме. Нормално е дека на таа компанија ќе треба да помогнеме и требаше да се помогне претежно на луѓето кои се самовработени. Пример, единствен работник или двајца или семејни бизниси. Тројцата работат, во четворица работат и со семејство во еден мал ресторан. Па нормално дека треба да се помогне или во некоја продавница четворица работат. Нормално дека на овие бизниси требаше да се помогне, ама требаше да се моментално за сега бизнисите кои не беа во криза да не им се дава субвенции, кредити да. Сепак на крај економските последици од корона кризата ќе зависат и од другите земји, како ќе се справат со пандемијата и последиците од неа.